Еден карактеристичен белег на овој празник е и колењето и на јагне, тоа е курбан, кој што го даваат ромите на тој празник. Значи, за тоа се сака, значи се коле курбан за да фамилијата биде среќна, берикетна, радосна и така натаму. Значи, мора да се коле курбан. Ако не коле курбан, тогаш таа фамилија нема да има напредок. Така да, крвта од јагнето која се коле, се мачка тука, се мачка челото на некој дете во фамилијата, за да силата, среќата од јагнето се пренесува. Значи, тоа се асоцира нешто на убаво, на радост, на среќа, на берикет јагнето, и таа среќа ветри на успех се пренесува и на децата. Така да, например, тој ден и мора курбанот кој ќе се коле да се сврти према исток, према изгревот на сонцето. И тука исто така има некои магиски формули, домаќиот вели: Господи, го колемо курбанот, да ни даеш среќа, здравје, берикет, да не чуваш од зло, да има мир во земјата, да се сакаме, да нашите деца да бидат среќни. И нормално таа молба према Бога, а ние знаеме дека ромските фамилии се сиромашни, и тие ромите како побожни луѓе се молат, иако се сиромашни децата, и кога ќе излезат да просат или голи по улиците, да не се разболат, да бидат. Значи, секогаш ромите се молат за Бога, децата да им бидат здрави, среќни, весели. Порано, кога беше покојни татко мој и мојата мајка, веќе сите славеле, сите роми, и богат, и небитно. Значи, мора да имаше јагне у куќава. Сега е сиромаштијата, меѓутоа, се снаоѓа, се може. Али меѓутоа, на 3 дела се знаете, дека знае сите јавност дека на 3 дела е шутка. Што значи? Муслимани што слават и Јекови сведоци. Значи, ви кажуват, на вашето прашање, дека е традиција пред неколку години. Земамо заради што е Ѓурѓедан наше и затоа земамо јагниче. Што значи за вас Ѓурѓедан? Ѓурѓедан како една слава. Дали секоја година го славите? Секоја година. Ајде! Што значење има Ѓурѓедан? Па оставали овие старите порано. Овој закон вака и ние терамо. Значи, док традиција наша ром. Секоја годината го бара. И ова година? Ова слабо. Не зима. Може би дека колку виде тоа? Цената е стандардна, 150, 160. Како сите години. Така беше и порано. Да. И ова година? Ова година е послабо. 60% или 70% од лани послабо. Дали немаат пари? Па не бе пари, не е за пари, може и интерес нема толку. Порано имаше доста, се собира луѓе од секоја страна. А сега нема толку. Народот слаб со пари, финансиски слаби се. Па избегават, па и лошо време е многу. Дожливо беше времето. Ладно беше доста и со деца не излегуваат луѓето. Повише и трошок имаат. Затоа е малце некако послабо. А зошто се доаѓа овдека во оваа? Па Ѓурѓовден, тоа од време беше така. Јас знам за моје време, понапред са бајле тетка ми, чичко ми, ќе ги собереа децата, ние сме од Ѓорче. И у 3 сат од дома ќе тргневме, 5 тука ќе дојдевме, 5:30. И ќе си ги правеа детите тука, седеа луѓе, даули имаше, музиканти од секоја страна. Многу превише гужба имаше. Али луѓето си го прави, и времето си го прави своето. Полека се разонадуваат луѓето, немаат пари.